Премиерот Мицкоски очекува да се преиспита случајот со набавката на мазут за ТЕЦ Неготино 21 до 23, а за која вчера надлежното обвинителство на Абази одлучи да ја сопре постапката бидејќи не била утврдена штета од неа. Со ваквата одлука на ОЈО-ГОК истрагата сопре за 13 физички и едно правно лице, меѓу кои за Радко Капушевски, собственик на РКМ, Асмир Јаховски, собственик на Пуцко Петрол, како и за Васко Ковачевски, директорот на ЕСМ кој го спровел јавниот повик за мазут вреден 167 милиони евра, а кој е и во бегство. Мицкоски вели дека бил шокиран од ваквата одлука на обвинителите. Па јас вчера со неверување најпрвен ја слушнав таа вест, а второ бев шокиран од тоа што го слушнав. И очекувам дека случајот повторно ќе биде вратен на преразгледување и повторна анализа, затоа што ако тоа не се случи, тогаш обвинителството дефинитивно го губи својот кредибилитет. Мислам, ОЈО-ГОК обвинителството за гонење на организиран криминал со овој обвинител сме коментирале со Ислам Абази и не треба дополнително што друго да кажам. Јавноста знае за каков обвинител станува збор. Од неговата матична партија и понатаму бараат оставка од Абази, бидејќи сметаат дека тој е во спрега со СДСМ и ДУИ, бидејќи се сликал со Ахмети, а Јаховски е син на пратеникот Исмил Јаховски, кој пак е дел од Европскиот фронт на ДУИ. Премиерот за сопирањето на истрагата вчера разговарал и со државниот обвинител Савески, кој го информирал дека не знал за ваквата одлука. Савески за Сител потврди дека за одлуката дознал по нејзиното донесување и дека за случајот не е реферирано пред него. Вчера и обвинителката на ОЈО-ГОК, што го водела случајот Катерина Коларевиќ, на брифинг информираше дека Савески информиран отпосле, но и дека немала обврска да информира и реферира. За одлуката да ја сопре истрагата не разговарала ни на колегиумот на обвинителството за гонење на организиран криминал. Од ОЈО-ГОК и понатаму тврдат дека од доказите и сказите не утврдиле ни дека фирмата на Капушевски била фаворизирана, ниту дека ЕСМ претрпела штета. Се повикуваат на искази дадени на 4 март оваа година од помошник директорот за производство на електрична енергија и советник за комерцијални работи, овластени од ЕСМ. Воедно, на прашање дали како резултат на трите склучени договори опфатени во постапката, АД ЕСМ има претрпено каква и да било штета, двајцата одговориле дека штета нема претрпено, појаснуваат од обвинителството на Абази. Биле направени повеќе вешти наоди за цените на мазутот, дистрибуцијата и потрошениот мазут. Врз основа на наведеното не се утврдуваат елементи кои упатуваат на пречекорување на договорената вредност, што е клучен индикатор за евентуална злоупотреба, а истиот овде целосно отсуствува. Исплатите се вршени врз основа на верификувани фактури и реално извршени услуги, со што се исклучува било каква фиктивност или незаконито стекнување корист. Вообичаено, вештите лица од економска област изнесуваат економски индикатори за пресметување на штета, која е правно прашање и за која може да се изјасни само оштетениот субјект, вела денеска од ОЈО-ГОК. Од ЕСМ како штетена страна во предметот пак не знаат на што точно се повикува обвинителството, кога утврдило дека компанијата и државата немале штета. Решението за сопирање на истрагата се уште го немаат добиено, но имаат намера да се жалат. Следејќи ги информациите објавени во медиумите, правниот тим на компанијата веќе ги презема сите подготвителни активности да поднесе соодветна жалба, веднаш по официјалното примање на решението. АД ЕСМ ќе ги искористи сите правни механизми кои ни стојат на располагање за заштита на интересите на компанијата, велат од ЕСМ. Од ОЈО-ГОК пак велат дека АД ЕСМ за прв пат од почетокот на истрагата денеска испратиле допис со барање да ја добијат кривичната пријава, како и исказите и вештачењата од предметот. Катерина Нешкова, Сител телевизија.